6 месеци финансиска помош ке добиваат сите пензионери, чија пензија не е поголема од 16.000 денари. Најави вице-премиерот за економски прашања Фатмир Битики, откривајќи дел од одлуките на работната група за зголемување на пензиите. Ние направивме неколку категории на пензионери до 14.000, пензионери кои што примаат до 14.000 пензии, пензионери кои што примаат до 16 и до 19.000, кои што е просечната пензија 19.100. Кои сметате во рандива категорија? Да. Значи до 16? До просечната пензија. До просечната. Затоа што пак просечна пензија од 2017 до 2019 е порасната скоро за 7.000 дена, 12 и нешто на 19 и нешто, и секако ги сметаме како ранливи, и овие ќе добијат дополнителен финансиски додаток, како што работната група преговараше. Работната група беше представена од самите пензионери. Да, ќе добијат фиксен додаток. Како што бара одредените категории. Нема да биде ист додаток, затоа што немаат исти пензии. Нема да биде фиксен 3.500 денари за сите, туку ќе биде соодветно на пензијата што на основицата што има. Се уште се финалните калкулации, искрено не можам да кажам дали тоа ќе биде 2.000 денари, дали ќе биде 2.500 или 1.500, но различните категории ќе добијат различни износи. Барањето за определување на минимална пензија речиси сигурно дека нема да биде исполнето, бидејќи пари за тоа нема, елаборира Битики. За минималната се прават последните анализи дали има услови и што тоа ќе значи за пензијскиот фонд. Затоа што, за жал, ние кога ги анализираме, често забораваме колку е бројот на пензионери кои што навистина биле под минимална или под некоја си претпоставена минимална пензија, затоа што кај нас нема минимална пензија. И сите забораваме дека кога дојдовме од 2017, скоро повеќе од 240.000 пензионери добиваа пензии под 14.000 денари. Денеска имаме 106.000 пензионери кои што добиваат пензии до 14, а овие другите 130 веќе добиваат пензии скоро до просечна пензија. Значи, сме ги извлекле нагоре за да добиваат по достоинствени пензии, вклучувајќи до просечна и надпросечна пензија. Битики во денешното интервју за Слободен печат изјави дека за пензионерите продолжува и владината мерка за енергетски додаток, која заедно со споменатата финансиска помош ќе трае до идното усогласување на пензиите, кое треба да се случи во април.